Одиме понатаму со емисијава, почитувани гледачи, како што најавив на самиот почеток, мој гостин во денешново издание на Дневната соба е Ристо Тодоров, професор по англиски јазик во пензија, но струмичката па и пошироката јавност го знаат и како автор на повеќе книги од различна природа. Има и книги поезија, и драмски текстови, и стручна литература и така натаму. Господин Тодоров, добар ден и добро дојдовте во нашава емисија. Добар ден, исто ми е драго што сум поканет на ВИС канал да имаме едно интервју со вас. Ве поканивме на ТВ каналот ВИС, во програмата на ТВ каналот ВИС од проста причина што имаме убав повод за тоа. А тоа е вашата вечерашна промоција која ќе се случи во Националната установа Центар за култура Антон Панов. Да. Така е. Кога, во колку часот? Тоа е во 19:30 часот на 7 јуни. Така. Значи тоа е вечерва во малата сала? Во малата сала на Центарот за култура Антон Панов. Струмица. А вечерва во малата сала на Центарот за култура Антон Панов ќе биде промовирана оваа книга која носи наслов Јазично разјаснување, значи на мојот денешен гостин Ристо Тодоров. Честитки за оваа ваша книга. Благодарам. Тодоров. Многу. За што станува збор? За какво јазично разјаснување станува збор? Прво, таа книга Јазично разјаснување е научна етимолошка студија. Добро. Тоа е втората книга од таа област етимологија, а вкупно се 4. Така. Во ова конкретно, во Јазично разјаснување има повеќе содржини, тематски што се одредени, кои ги јас објаснувам од областа на етимологијата во врска со македонскиот јазик. Например, прво сум почнал со несвршениот глагол нејќе. Добро. И сум му дал дека има потекло како долга форма од не сака и сум направил една етимолошка анализа на негацијата не во индоевропските јазици. Да речеме, не на италијански е нонче, на германски е наин, ние велиме не. Индиски јазик е неи, и да не ги редам другите, бидејќи се таа индоевропската фамилија на јазици е една од најголемите фамилии што постојат на меѓународите на ова. Така. Она што ме интересира, кому му е наменета оваа книга? На стручни луѓе, на луѓе кои се занимаваат со јазикот? Таа книга посебно е наменета за стручни луѓе кои се бават од областа од етимологијата. Така. Тука се среќават работи или нешта што се во врска и со македонскиот јазик. Така. Да речеме конкретно, во оваа книга јас имам обработено како се формира суперлативот, партикулата или частичката суперлативот нај во македонскиот јазик. Јас ги имам сите граматики, почнувајќи дури од Киселинов, тоа е првата граматика што е излезена 40 година, па на тука и од Тошев и од Коневски и така натаму. И така да го имам објаснето ние знаеме и учиме во училиштата дека по македонски јазик, часовите, дека суперлативот во македонскиот јазик се прави само со частичката нај. И тука завршуваме. Е сега, јас го имам објаснето зошто е тоа на етимолошки начин преко дидактичко демонстративен начин. Тоа го имам објаснето. Така. И тоа ќе го објаснувам, ќе им биде и целта таму на промоцијата што ќе биде.
Добро, интересно. Имам ли право, ако кажам, господине Тодоров, дека ретко кој во нашава земја се занимава со етимологија? Со етимологија, јас, тие се 4 книги. Така? Минаа по препорака на мојот професор Греем Рид, што тој ги одобри, и ми препорача да соработувам со Сузана Тополинска од МАНУ и со Марковиќ од МАНУ, тоа се професори, доктори. Така. И да, бидејќи тој си замина во пензија во Англија, и јас тие книги ги таму носев во МАНУ, ги прегледа професорката доктор Тополинска. Така. И после месец дена за тие 4 дела од областта на етимологијата ми даде објаснување, убаво ги прегледава. И ми вика, ние сме сите тука што работиме диалектолози. Диалекти работиме. Така. А со етимологија ние не работиме. Штета. И јас вика, не можам да ви помогнам, едино може да ве опатам да одите во Институтот за македонски јазик Мисирков и таму да се сретнете со некои колеги, професори, доктори, таму да ги носите книгите. И јас одма, истиот ден ги носев, ги познавав таму една професорка, докторка по име Гајдаджиева и ги оставив тие 4 дела од областта, да ги види. Така. И ми реше, ела, после месец дена, па ќе поразговараме, да видиме што имаш пишувано и така. Добро. И јас после месец дена, кога после месец дена јас отидов тамо и ми рече дека, колега, вика, ние сме сите тука диалектолози, вика. Така да, тоа ти што си го... Само со диалектите на македонскиот јазик? Да, они се бава само со диалектите охридски, млечевски или било кој друг, или доле, да речеме, кукушки или... Така. Да, со кукушки повеќе Коста Пеев се занимаваш, така? И така да ми рече дека не можеме да ви многу помогнеме, бидејќи ние не се бавиме воопшто со етимологија и беше толку искрена и ми рече дека единствено сте вие што се бавите во Македонија со етимологијата. Браво. И ми рече продолжите понатаму. И јас побарав од неја, сакав да ги издавам тие книги преку Институтот за македонски јазик Мисирков, само поради недоволни финансиски средства, ми рече, отворено ми рече дека ние не можеме да ги издадеме нашите докторски дезертации што ги имаме во брането, а не на некој од надвор, како јас да речеме. Така, разбирам. И сакав дури да ми бидете рецензент, вика колку години ги пишувавте тие дела, 4 дела. Па јас ги реков некаде околу 5 до 6 години ги пишував. И отворено ми рече, па јас треба толку време да мине, за да се јас вклопам во таа област на етимологијата. Така. Добро, многу интересно. Она што ме интересира, во македонскиот јазик, дали секој збор има свое етимолошко толкување? Ние прво немаме етимолошки речник на македонскиот јазик. Кога би имале етимолошки речник на македонски јазик, ако претходно некој работил и напишал етимолошки речник на македонски јазик, тогаш ние ќе знаеме за секој збор кој корен е, а има. Вие прашањето беше дали за секој македонски збор има своје етимолошко потекло или ние ги викаме индоевропски корени, постручно. Има. Секој македонски збор има своје потекло со корен од индоевропски јазици. Така. И
така да, третото дело, што е готово, сега го појачува, бидејќи имам додатна етимолошка литература преку интернет, од странство имам добиено други во врска со тие потекла корени, индоевропски корени, индоевропски јазици. И во третата книга ќе се вика македонско-англиски сродни зборови од индоевропски сродни корени. Тука, во таа книга, вашето прашање што ми го поставивте, се состои дека секој збор што ќе го јас внесам внатре, мора да има и своје индоевропски корен. И ќе видите колку многу, значи, зборови има од индоевропски корени. Каква е врската на таа трета книга која ја најавувате со првата, бидејќи на јазично разјаснување на книгата која вечерва ќе биде промовирана и претходеше оваа книга, значи првата книга од таа, како да ја наречам, таа низа од 4 книги, а тоа е англиски зборови како основи за формирање на сродни македонски зборови. Има разлика. Има разлика, добро. Првата книга, англиски зборови, како основи за формирање на сродни македонски зборови, се однесува само за англиски зборови. За други не. Значи, например, да го земам англискиот збор will. Will значи во граматиката тоа е ке. Значи, ама will не значи само ке. Во своето потекло порано има значение и како глагол. Како глагол има во себе содржи желба, сакање. И од will јас правам основа жел. Од will жел. И со суфикс ба формирам желба. Така. Или од will правам вол основа. Од вол, македонска основа, со кирилично писмо напишено, вол, со суфикс ја правам волја. Така. И така се имам такви повеќе работи, зборови направено, и ги правам со суфикси или префикси ги правам македонски зборови. Така. Ја најавивме и третата книга, на што ќе се однесува четвртата книга? Четвртата книга ќе се однесува на ономатопејата. Така. Ономатопејата е основата за создавањето на зборовите во било кој јазик. Ономатопеја, објаснувајќи психолошки како се формира, да речеме, некој збор, да речеме ова чук. Сега, ние прво го слушаме преко нашето уво. Од нашето уво се пренесува до центарот на мозокот за говор. Од центарот на мозокот за говор се пренесува на говорните органи, или говорниот апарат, устата. Говорниот апарат. И од таму ние тоа што сме го слушнале, финално го репродуцираме. Да речеме, кога чукаме со ногата, туп, или троп. Од туп има тупа, тупка. Срцето ми тупка, што вика. Така, или подржувањето на тоа како животните. Или животните. Така, аф, мјау, или мачка. Тоа е кукавица и така натаму. Тоа тука сум преокупиран со етимологијата, со зборови, англиски зборови, македонски зборови. Првиот дел ќе се однесува од англиски, да речеме само од една буква, да речеме Т. Тоа сум го дал преку ногата, ударам со ногата Т, слушам туп, да речеме. Т, туп. И така, и во англиски, да речеме Т.
To na англиски значи предлог до. Дојди, come to me. Така. До мене. To значи Тропни. тропни, ама значи локално место дека се одвива некое дејствие. Така. Тоа е всушност Така. предлогот. Нашето време е кратко, можеме навистина многу да зборуваме за етимологијата, многу интересно е сето тоа. Јас сум навлегол многу Така. во неа веќе, така ме влече веќе. И после тие 4 дела може да дојде и друго. Тука може уште многу да се истражува, многу да се зборува, многу да се пишува, бидејќи на своја етимологија имаат и личните имиња. Вчера зборувавме со господинот Тодоров. Секое име има свое значење, потекло, например, името Георги, значи моето име доаѓа од Гео, значи Георги, а Гео значи земја. Значи, бидејќи, нели, да се подсетиме, геологија, геодезија, значи сето тоа е поврзано со земја, и самото име Георги значи обработувач на земја или земјоделец. Така и во македонскиот јазик, така и во англискиот јазик, така и во грчкиот јазик, и во сите индоевропски јазици. Веќе јас имам работа со индоевропски јазици, што на мене има многу етимолошки речници од многу јазици, така да ми е веќе познато и корени, и ги чувствувам веќе тие работи. Интересно е дека сепак сте користеле обемна литература во истражувањето. Имам многу голема библиотека дома, домашна, приватна библиотека имам. Верувам имам најголема библиотека во општина Струмица. Браво, тоа треба да се сними. Тоа треба да се сними, да се прикаже. Да, на лице место се дојде, да се види колку книги има, што книги има и така. Но на почетокот веќе рековме дека овие 4 книги, со овие 4 книги кои ќе излезат и третата и четвртата, ќе имате вкупно 12. Сега за сега ова е јубилејна, јазично разјаснување е вашата 10-та книга. Така. Ви честитам за овој јубилеј. Но ајде да се подсетиме на претходните 8, бидејќи нели 8 и овие 10, на претходните 8 имате и поезија, имате и една поема, имате и драмски текстови. Ајде да се подсетиме. Прво почнав со поезија. Добро. Со детска поезија. Тоа е Герданчиња, Звончија, наменета за ученици од основните училишта. Нижите оделенија. Нижите оделенија. Што е лесно може да ја сватат, да ја разберат. После имам исто поезија Гулаб на мирот. Таа е малку посложена поезија, наменета е и за повозрасни луѓе, така. То после имам напишано една поема Несмрачена светлина. Таа е веќе одскокнува од тие претходните две стихозбирки што се одскокнува и по стилот на пишувањето, и по изразот на пишувањето, и по тематските определенија исто така. Така да е посложена и е наменета повеќе за возрастни луѓе. Потоа, следуваат неколку драмски Имам напишано 5 драми. 5 драми? 5 драми, тоа се Ножот, Молскавичен звон. Ножот и Молскавичен звон скоро имат иста тематика. Што викаме фабула или приказна, што е обработено во тие 2 драми, бидејќи се драми. Тоа е периодот пред распаѓањето на Југославија. Јас сум опишал тука некој бил сакал да обстане Југославија. Други не сакале Македонија да биде посебна држава. И тука има судрување на лицата во тие 2 драми. После имам напишано Опстанок. Опстанокот се однесува на војната
од 2001 година. Конфликтот, да, воениот конфликт во нашето А, земја. ние велиме конфликт, ама Беше тоа војна, беше така. војна беше. Така. Поширока смисла беше. И таму имamo опишено некои настани, случувања Така. во фабулата, што се интересни. И сум ја посветил таа драма опстанокот на бранителите на Македонија од 2001 година. Добро. После имам напишено друга драма за Значи останува Елена Македонска. Четвртата и Да. петата, добро? Четвртата драма е Елена Македонска, а петата е Гневот на злото. Гневот на злото е типично драма инспирирана од таму кај сум работил во Никола Карев. Таму е. Судрување на одредени теми меѓу професори, меѓу ученици, Меѓучовечки односи таму, Така. точно меѓучовечки односи, Така. меѓу учениците и така. Значи, обемно е вашето дело, но кога зборуваме за драмските текстови, за драмите, дали некоја од тие драми е поставена на сцена? Од тие драми е поставена на аматерска сцена Москавичен звон. Добро. Ја режираше Кире Ѓоргиев. Да. А на каде во училиште? Во нашето училиште Никола Карев. ние имавме екипа или драмска група, секција, Така. која работеше Кире Ѓоргиев. Он ја постави и на регионалните смотри доби една прва награда за женска улога. Браво, браво. Браво, задоволни ли сте од сето она што го оставате позади себе? Неуморни сте во пишувањето, ама имате и повеќе време како пензионер. Имам, Така? да. Бидејќи сега сум пензионер, имам повеќе време Така. и за пишување, и за да ги внесам во компјутер, значи да размислувам по-широко, Така. по-спокојно, по-смирено за некои други работи. Тоа е убава работа, бидејќи тоа останува за вечни времиња, бидејќи еден ден нас ќе не нема, но творештвото останува како траен белег за постоењето ваше, постоењето на било кој друг автор и заслужувате и честитки и почит за се она што го правите. Јас се заблагодарувам. Останува само да ги заеднички да ги поканиме сите гледачи, сите оние кои ја сакаат книгата, кои ја љубат книгата, кои ја љубат македонскиот јазик, да повелат вечерва во 19 часот и 30 минути во малата сала на Националната установа Центар за култура Антон Панов на промоцијата, значи, на оваа книга Јазично разјаснување, за да си разјасните од каде водат потекло одредени зборови во македонскиот јазик, која е нивната етимологија. Господине Тодоров, јас ви благодарам за гостувањето во емисијава. Ви посакувам успешна промоција и се надевам дека ќе имаме уште многу вакви поводи за вакви убави разговори. Бидејќи тоа гледачите на ТВ каналот ВИС го заслужуваат, да знаат кој во Струмица твори во интерес и на гледачите и на нашето општество и заедница. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Така. Што ме поканете. Почитувани гледачи, тука се разделуваме, се разделуваме со песната на денот, која вие избравте со вашите гласови, знаат од режијата за која песна станува збор. Останува да си посакаме да сме здрави и живи, убав викенд ви посакувам, се гледаме во понеделник во 10 часот, до тогаш довидување.